нам не треба најпрво, пред се, нормализирање на процесите. И јас сакам да сме утре од Саба или Љубљана, но морам да бидам искрен со граѓаните, затоа што граѓаните доволно долго се лажени во минатото. Она што ќе го направиме од старт ќе биде нормализирање на функционалноста на јавниот сообраќајен транспорт. Тоа подразбира да нема доцнења, да има редовни автобуси и со поддршка на владата очекуваме на почеток на наредна година да добиеме 80 автобуси. Но истовремено тоа нема да биде единствениот мој чекор. Јас ќе работам на тоа да создадам во ЈСП систем кој што ќе биде функционален. Зошто го велам тоа? Кога ќе создадете систем, ирелевантно е кој е градоначалник и кој е директор. Вие ќе имате систем кој што нема да доведе никогаш состојба на колапс како што имаме денес, да немаме нормално функционирање на јавни предпријатија. Не е проблемот само во ЈСБ. Ние можеме да елаборираме предпријатие по предпријатие и состојбата е со нијанси различна меѓу нив. Ние немаме предпријатие освен Паркинзи, јавно предпријатие Паркинзи, кое што е во позитива. Сите се во сериозни загуби. Јас сум свесен, но тоа ми е предизвик плюс и мотивација за да ги средам состојбите. Што сакам да кажам со системот? Ако ние создадеме систем, тогаш флотата на автобуси, на превозното средство главно со кое што ЈСП ги менаџира процесите за нормален проток на граѓаните во главниот град и стигнување од точка А до точка Б, нема да го доведеме во колапс и ќе има навремено обновување на таа возна флота. Тоа е она што јас ќе го направам. Ние нема да можеме да купиме, јас да ветувам како што друг ветувал, дека за година дена или за 2 години ќе купам нови 200 автобуси или 250. Но ќе ветам дека во тој систем ќе има постојана набавка на механизација за јавните предпријатија и стојам позади тоа одговорно, но и возната флота во јавното сообраќајно предпријатие Скопје ќе се обновува паралелно во тие процеси на годишно ниво. И тој систем ќе функционира. До моментите доека целосно не се обноват и овие автобуси кои што ги имаме во моментов, според мене, според вас, но и според сите, не ги задоволуваат стандардите во кои што треба да се стремиме да живееме сите ние. Не само што не ги задоволуваат, туку и дополнително го загадуваат воздухот. Се сложувам апсолутно. Но ние мора најпрво да почнеме, ние сме под нула во моментов. И тоа е фактичката состојба. Ние да бевме на нула, ќе беше малку поедноставно. Ние сме под нулата. Мораме најпрво да стигнеме до нулата, за да почнеме да градиме. Ќе биде